Почитувани гледачи, добар ден. Време е за уште една релаксирана работна сабота на телевизија 24 вести. Како и секоја сабота, така и ова 50 минути разговор, музика и секако добро расположение во нашето студио, а верувам дека така ќе биде и во вашите домови. Веќе ви најавивме кои се гости денеска, така да верувам дека сите вие кои што сте љубители на класичната музика, сите вие кои што сакате и да се релаксирате и да слушнете добар муабет, сте веќе на фреквенцијата на 24 вести и ги очекувате моите денешни гости. Чести задоволство ми е да ги најавам Мерсиха и Ерхан Шукри, фамилија деца на добро познатиот Рамадан Шукри. Добар ден и добро дојдовте. Добар ден. Добро најдовме. Мене ми е криво што нашето студио е толку малецко, па не можеме во него да се собереме повеќе, па да биде тука со нас и почитуваниот Рамадан, меѓутоа во некоја следна прилика, а вие сте тука секако како негови наследници да зборувате и за неговата работа и за вашата, да се релаксираме и нашите гледачи секако да уживаат во разговорот со вас. Најпрво да ве прашам како сте? Мерсиха? Благодарам, добро сме, еве со горештиниве полека се снаоѓаме некако. Да. Ерхан, дали тебе ти пречат горештините или ги сакаш? Па не, јас уживам па во топлото, не ми имам проблем со топлото. Напротив, кога доаѓаат овие периоди, некако енергијата е друга, ја чувствувам и така да ме покренува уште повеќе, така да со горештините немам проблем. Так, јас навистина многу огромно чест и задоволство што сте денеска тука, како што напомена, вие сте наследници на добро познатиот Рамадан Шукри, кој што денеска не е со нас, меѓутоа вие ќе разговараме заедно со вас и околу него и околу тоа што и вие го работите. Неминовно е покрај таков родител, покрај таков уметник и вие веројатно да се самото тоа спонтано по себе дошло да се занимавате со музика. Имаше ли, можеби, најпрво знам дека сега ќе разговараме, имаше ли некогаш можност за нешто друго да работите, да не бидете музичари? Да, апсолутно дека имаше, мислам, во тие одлучувачки години, нели, кога се насочуваме како деца што понатаму, кај мене конкретно имаше интереси за други работи, така да во тоа време не знам, ми оде и останати предмети, математиката одлично ми одеше, па тогаш беше актуелен Корчагин, така да бев на два ума, сакав јас паралелно и Корчагин и музичко, па во првиот уписен рок ме примија во Корчагин, па не јас сакав и музика, така инаку еве и да откријам тајна, исто бев примени во војна општа гимназија во Белград, тоа е, не знам дали некој пат овој сум го кажал уствари, имав и таа можност и така да, но сепак на крајот се одлучивме да останеме во музиката. Да, кога се расте со музика, опколени се секојдневно со музика, тука се допира до инструментите и така се јави веројатно љубовта кон харфата, Мерсиха, или? Па, не за џабе рекле крушата под круша, па ја не може многу да се избега, иако кај нас навистина ни беше дадена слободата да одбереме што сакаме да се бавиме во животот, значи што ќе ни биде идна професија. Јас исто слично нешто како на брат ми, значи јас почнав пијано да изучувам од најмлади години, меѓутоа не се гледав како пијанист, затоа што веќе, нели, логично има многу пијанисти, што би се бавеле, размислувате, нели, за воиднина. И сакав многу работи, сакав ветерина, значи сакав ветеринарно да се кон животните, сакав новинар да бидам, сакав многу работи и некако не се гледав како музичар, затоа што имаш и она познатата, па татко ти е музичар, брат ти е музичар, па ајде сега и ти, демек полесно ќе поминеш. И некако мене тоа како некоја одбивност да ми правеше и се запишав Јосип Брос општа гимназија. Меѓутоа, во меѓувреме, на иницијатива на татко ми, кој што предаваше тогаш во средното музичко училиште, и да се изучуваат инструменти кои не се изучувале, меѓу кои харфата. И јас првиот контакт, значи веќе јас бев запишана во средното образование, првиот контакт со харфата, со професорка од Русија, не беше како љубов на прв поглед. И тоа беше пресудно да се запишам и во музичкото и да одам паралелно. И меѓутоа на крај да сепак преовлада љубовта кон харфата и тоа беше така да кажам, можеби желбата за нешто ново, што кај нас го немаше дотогаш, а и она авантуристичкото да се истражува што е тоа сега ново, сепак харфата нели делува како доста грациозен и убав инструмент. И така, можеби тоа повеќе ме навлече да навлезам во водите на изучувањето на овој инструмент. Одлично, ќе позборуваме и понатаму во текот на емисијата уште околу харфата и околу љубовта кон музиката. Предлагам на самиот почеток да се релаксираме
почнуваме со едно парче од одбележување на 10 годишнина на Гудачко-камерниот оркестар Арко. Пат околу светот за 82 дена беше концерт кој што вие го направивте. Имаме едно парче кое што две парчиња кои што вие ни ги донесовте да ги пуштиме на гледачите да уживаат. Се надевам дека можеме сега во моментот да погледнеме нешто каде што на иста сцена секако се наоѓате сите тројца. Тука е и почитуваниот Рамадан Шукри, мерсиха и секако по диригентска палка овој пат на Ерхан Шукри. Уживајте, драги гледачи, и се враќаме понатаму да продолжиме со работна сабота.
Еве не повторно назад во студиото, верувам дека уживавте во овој краток дел од пат околу светот за 82 минути. Ерхан, може ли да не кажеш што всушност ова беше? Навистина јас уживав во целиот концерт кој што вие го подготвивте за 2013-та. Ми се чини дека беше, меѓутоа ете само со овој дел сега малку да им откриеме на гледачите што вие работите. Да, значи овој концерт беше одржан во Македонската опера и балет. Тогаш одбележувавме 10 години од годачиот камерен оркестар Арко и сметав дека треба да се направи еден интересен концерт со филмска музика. И конкретно нели ова беше темата од Владко Стефановски од филмот Gypsy Magic. Идејата на тој концерт беше, значи да преку музиката од филмските теми да се направи патување околу светот и сега символиката нели 82 минути. Така да малку се повикавме на жив вер, се надевам нема да ни замери. Сигурно. И така да имаше филмски теми од Италија, Франција, Русија, Индија, Аравија, латинските земји ги уфативме, меѓу другото и Македонија, нели како вистинско уживање за сите сетила, да. Така да го направивме тогаш со годачиот камерен оркестар Арко, кој морам да споменам дека тој број негде околу 10 членови, но за оваа намена имав драги пријатели и колеги кои ги повикав да учествуваат и да не бидат гости на овој концерт и направивме еден голем оркестар за да го одржиме концертот. Тој му така рековме, мерсиха, ретка можност тројцата од вашата фамилија да се најдат во еден момент на иста сцена. Па како е да се дели сцената со вашиот почитуван татко Рамадан Шукри? Па пред се е чест, затоа што кога ќе застанеме на сцена ние сме веќе колеги, без разлика нели на нашите роднински врски, сме колеги и гледаме како професионалци всушност се однесуваме со тоа што нормално, знаејќи и проблематиката зад сцената, значи за да се организира таков еден концерт, значи или настан, вложуваме и организаторски способности, значи сме ангажирани во секој сегмент на организирањето, така да и си помагаме едни со други. И што знам, некако, еве јас сега, кога погледнав, например, е навистина чест и реткост. И за нас, посебно сигурно за брат ми представувало нешто што, да кажам, тоа е причината што не спои на сцената да бидеме сите заедно и сигурно еден предизвик, сепак и, нели така, да кажам, гордост ете. Може би нескромно би било, меѓутоа гордо за да се дели таа сцена од другата страна, значи да бидеш колега со сопствениот татко, кој што сепак оставил многу зад себе. Голем белег да во. Да се надоврзам тука бидејќи ваша друго е кога сме свирили во професионалните оркестри, збора за Македонската опера, балет, оркестарот при МОП или Македонската филхармонија, биле моменти кога сме се затекнувале во дел од програмите, но биле ретки моменти и искрено ја искористив оваа можност тогаш. Добро, сестра ми мораше, приморана беше да свири, но немаше друг кој харфистова. Татко ми му рекол, викам, слушај, ми откажа вториот контрабасист, немам кој друг можеш да свириш. И така да, уствари, јас го планирав и него. Ете толку години, мислам, нели, со неговата работа со мандолинскиот оркестар и помагањето кај него, многу пати он ми диригирал и за прв пат јас имав прилика да му диригирам на мојот татко. И како беше од другата страна? Послушен да се беше, сменат добар улогите? беше, послушен беше. Нека, работите работа која што секако е подложна и на критика, работа која што бара многу откажување од секојдневните уживања во младоста, во животот и во сите оние работи кои што ги нудат годините. Веројатно дека за да се свири така на харфа и да се биде успешен во виолината и свирењето на сите инструменти, бара многу откажување и лишување од тоа слободно време. Реков и критиката. Колку беше тука строг вашиот татко према вас во однос на работата кога се посветувавте и кога, ете, можеби ќе завршевте некој концерт, беше ли критичен мерсиха према тебе? Интересна работа е што татко ми, иако сме нели од истата професија, секогаш ни давал слобода, значи кога ние зависно во школувањето или студирањето подоцна, секогаш сме имале слободата и можеби најмалку сме имале можност да работиме со него.
Тоа биле многу ретки моменти кога тој можеби само некои смерници би ни дал, меѓутоа онака работа како професор или педагошка работа сме имале најмалку од негова страна, затоа што секогаш неговото размислување е да ние самите се избориме и има адекватен нели човек кој што од нашите професори, дали по харфа или виолина, кој што треба да го кажат нели она што треба ние да го научиме. Меѓутоа има една работа што од татко ми, и јас мислам дека ни еден педагог тоа не може да го пренесе на ученикот, на студентот. Има она што викаме ние техничкиот аспект ќе го навежбаш во смисла на свирењето, меѓутоа она душата да ја дадеш, она музиката, она што треба да излезе од тебе, има нешто што татко ми на еден многу едноставен и интересен начин знае да го извади. Значи и од децата со мандолинскиот оркестар, меѓутоа и од кај нас. Тоа се 2-3 клучни збора кои што доволно ќе те подигнат, ќе те иницира, значи самите да можете да го изнесете она што всушност го чувствувате во тој момент. И тоа е нешто што така би рекла дека не е таа критика, меѓутоа знаел во одредени моменти, знае да не прочита кога како свириме, да каже што, меѓутоа една иста работа која што покрај татко ми и мајка ми, например, таа не е музички критичар. Таа знае точно како дишеме. Значи, кога сме отсвиреле добра, кога сме биле така половично, затоа што сепак ние сме нели живи луѓе, знаеме некогаш да отсвириме прекрасно, некогаш да бидеме така малце порезервирани и таа знае точно како сме отсвиреле дали некој концерт или настап. Така да тие вака како тандем, кога ќе ги земете, се многу интересен спој и навистина многу влијаат во она што ние денес сме тука, нели, каде што сме. Што сте постигнале? Да сме постигнале. Него би рекол дека и најголемата морална поддршка и она би рекол интендантска служба под наводници, бидејќи сите тие стресови, подготовки и случувања пред самите концерти што ги одржуваме носат своја тежина, па она е сепак го носи тој терет со нас. Така дали вашата мајка се занимава нешто со музика? Не, јас можеби се шегувам кога некој пат ќе влеземе можеби во некои вербални нели комуникации, така да тогаш на соло пеењето мислам е. Соло пеење. Па добро, мора да има некој да пее, или не може сите само да свират. Значи, да, она други животен позив имала во текот на нејзиниот работен век. Но сепак пак како што и Мерсика спомна, најдобриот музички критичар. Најдобро ве познава сега како затоа што таа го носила целиот товар, почнувајќи прво од татко ми, па подоцна брат ми, па мене сепак навистина е тешко да се живее со музичари, значи со музичари, камоли со тројца. На крај беше Мерсика, ти или Керко, убаво се запише уште. Била голем херој. Била, да. Супер голем поздрав до вашата мајка, секако и до господинот Рамадан Шукри, кој што веројатно сега не гледаат. Мерсика, ете, во средното образование веќе се определуваш за харфа. Претходно имаше познавање од некој инструмент, беше ти дел исто можеби од мандолинскиот оркестар? Да, точно така. Значи претходно изучував пијано. Пијаното продолжив да го изучувам и во средното и на факултетот на музичката академија. Меѓутоа сега дефинитивно веќе само харфата ми е она специјалност. Голема желба ми беше кога го гледав брат ми како свири гитара во мандолинскиот оркестар, како татко ми го води. Значи имав некои 8-9 години и таа желба јас да бидам дел од тој еден успешен оркестар. Можеби и дружењето, патувањата, тоа е нешто што навистина денес после толку години, генерации, секој што членувал во тој оркестар можете да го запрашате, најубавите спомени ги носи од тој мандолински затоа што имало дружење пред се, квалитетно поминато време, затоа што сепак музицирале и навистина она што станува прошетките нели по странство, по странските земји. Сум членувала во мандолинскиот оркестар, иако тоа било за некое кратко време, да кажам, не било тоа години премногу, доволно за да ме оформи во тие некои млади години, да ме оформи да можам да некако малку функционирам во оркестарските води за подоцна, нели сепак да се бавам во професионалните оркестри. Како помала сестра, ја насочувавте ли вие заедно со Рамадан кон музиката да се определи? Имаше ли можеби тирха некое влијание врз Мерсиха кога стана збор за запишување на музичката? Директно мислам дека не сум имал никој пат влијание. Тука реалноста
стварно сите, мислам, сме имале слободата. Колку е убаво, колку е... Не знам, мислам, добро, мене ми било драго, например, сега ме врати сега на старите денови кога свиревме у мандолинскиот оркестар и кога јас се сеќавам, она беше уште осмолетка, ли така беше нешто осмолетка. Свирев, брат ми гитара, и така да ме врати, може да ете, може би од таа страна бевме заедно во оркестар. Ми беше драго тука ете и она навлегува музиката, но никој пат немало влијано, мораш да се запишеш музичко и ти можеш да станеш. Не, секој пат била одлугата како моја, така и незина за нели зашто ќе се занимаваме во животот. И така да мислам дека секој од нас си градеше индивидуален пат ова и нормално секој на собствениот инструмент. Јас ке речам ети тоа многу пати имат кажано е супер татко вие музичар, он вас ќе ве насочи така натаму или ќе ви даде поддршка, работи со вас. И сега можам да го тврдам дека навистина со Рамадан не сум седнал некој пат еве иако и он свири контрабас, јас виолина, да седне со мене да работи или така наречено музичка фраза да не изработи со мене, но тука бил па мандолинскиот кај што не врзувал и тука сме соработувале. Да. Професор Сединевска по виолина, соработуваш исто со голем број на ученици, голем број на таленти, па како е да се биде сега од таа страна кога знаењето се префрла на генерациите кои што доаѓаат? Сега во крајот на учебната година веројатно се најголемите обврски сега. Да, сега се нели интензивно, нас не е сезона сега, сам со испити имаме сезона. Така се шегуваме на работа. Во школата работам веќе 20 години и паралелно со тоа работив и 14 години во опера како надворешен хонорарен соработник. И сега гледано од временска дистанца вака да сето тоа искуство што сум го стекнувал на страна, што се вели дали свирење во оркестар, дали работа со ансамбли, мандолинскиот или арко во случајот се обидувам да го пренесам на децата. Се разбира дека педагогијата носи на друга тежина или друга убавина од ова, бидејќи се работи тет индивидуална е наставата и драго е кога работиш со некој талентирано дете и посебно кога ќе се запишат ученици негде надвор во странство и така задоволството е големо. Големо е задоволството. Мерси. Да. И ти сега исто така почнуваш да изучуваш веројатно деца кои што сакаат да се запознаат одблизу со харфата, со тој вистина многу убав, елегантен инструмент кој што вади некој ангелски звук. Така, многу пријатен звук. Идејата беше првично затоа што генерално дечињата имаат возможност да одберат од останатите инструменти, генерално тоа е виолината или пијаното. Нели гитара обично сакаат. Меѓутоа харфата е малку поретка, ја има можноста за поретко да децата ја запознаат, дури не виделе, немале можност. Значи од таа една идеја зошто да не им се приближи тој инструмент да видат за една општа култура, нели? Не мора тоа да бидат веќе професионално да се бават, меѓутоа ете чисто една општа култура, колку им е интересот да видат, да се запознаат и да се дружат, да не ги се знае каде е талентот, да ги откриваат тие тајни, затоа што секогаш нели обично поцртаните филмови има многу харфа, нели обично ангелите, принцезите и сега дечињата морате навистина во тој еден нивни свет да навлезете и како кроз игра да почнете да ги анимирате, Тоа е она што е убаво, тоа е една енергија која што навистина, тоа се мали дечиња од 7-8 години кои што навистина да ви е најтмурниот дента, ќе излезете после часот, после дружењето со нив, најубавиот ден. Одма се заборава на сите проблеми. Се заборава. Да. Ве видовме заедно на сцената на Македонската опера и балет. Сега предлагам да погледнеме едно кусо парче од соло настап на Мерсиха. Зашто станува збор? Тоа е концерт од мој, всушност дел од мој рецитал. Тоа е во културно-информативниот центар пред некоја година, солистички концерт и едно така малце поатрактивно дело кое што се покрај класичната музика, значи на харфата може да се изведуваат и многу популарна музика од другите жанрови, па ова е некое барокно фламенко, значи така малце поатрактивно. Инаку покрај тоа на харфата може и джез да се свири, значи можат и многу други видови на музика. Постојано да се истражува, значи не е она типично класичното дека само класична музика е за харфата, меѓутоа можностите се поголеми. Иде да погледнеме дел од тие можности, да уживаме секако со барокното фламинго заедно со Мерсиха. Шукри.
Кога едноставно не можеш да одолееш. Потрошувачки кредит до 15.000 евра за само 30 минути. Искористете ги поволните услови, без административни трошоци и освојте вредни награди, екзотични патувања, викенди за двајца или топ-шоп ваучери. Аплицирајте до крајот на јули. Стопанска банка, на ваша страна. Sava Tours, the Happy Makers. Влези во Pepsi Land од 8 јуни до 19 јули. Уживај со Pepsi, Миринда и 7up од 1,5 литар. Кодот под капачето испрати го по SMS на 141515 или бесплатно на pepsi.com.mk и очекувај iPhone 6 секој ден. Само во Pepsi Land. 42 iPhone 6 по еден секој ден. Започни со праќање на кодовите уште сега. Форми инспирирани од светските трендови за софистицирани луѓе со префинет вкус, досега невидено на овие простори. Се на едно место. Посетете во изложбениот салон во Скопје на улица Даме Груев број 3. Најдоброто од Македонија. Еве, не се враќаме повторно во студиото. Верувам дека уживавте со ова кратко парче од Мерсиха Шухри. Мерсиха, навистина, многу елегантно, морам да кажам, изгледа ова свирење на харфа. Верувам дека девојчињата, гледајќи вас, харфистките, ќе изразат желба да го изучат овој инструмент. Ти каде се образуваше за харфа? Имаше ли доволно професори овдека кај нас или мораше тоа да го направиш негде кај настрани? Значи, моето образование со харфата, првото запознавање, го започнав кај професорката, која што тука работеше тогаш во Македонската филхармонија, дојдена од Русија, од Москва. Значи, имав русинка професорка, меѓутоа, по дипломирањето, сакав малку да излезам надвор од нашите граници, затоа што сепак во нашата професија колку повеќе имате можност да истражувате, тоа е всушност цел живот истражуваме, меѓутоа се надградуваме. Сакав малку да одам и по други ментори, други професори. Имав среќа што и можност и голема чест да при едно преслушување тогашната харфистка од Париската опера, Кетрин Мишел, ме чуе на еден концерт во Софија и да ме повика да одам на едно усовршување како еден вид специализација во Париз кај неа. Тоа ми отвори нови можности и нови предизвици, нормално. Еден друг, до сега имав руска школа, сега имам француска школа, тоа е нешто што е 180 степени различно и нормално едно ново гледиште према харфата, значи начинот на свирење, начинот како да ја доживеете всушност свирењето. После тоа, бидејќи во тој период јас дипломирав и немав инструмент свој, а ние сепак како семејство сите бевме ангажирани околу купувањето на инструментот, затоа што навистина харфата е доста скап инструмент и не доколку го купите не сте во можност да го, ако не ви се допаѓа, да го замените или да продадете па да купите, но затоа што сепак нашите можности се тие колку што се. Јас во тој период го купив инструментот, тоа е мојата харфа. И имав предлог од французинката, значи од француската харфистка, да останам кај нејзе да го продолжам школувањето. Значи тие мастерот, постдипломските студии да ги правам кај нејзе, меѓутоа заради финансискиот проблем јас сепак одлучив тоа да биде малце поблиску и во Белград во Музичката академија ги продолжив своите постдипломски студии таму. Одлично. Ги завршив, да. Одлично. Значи, секогаш е значено да се патува, да се истражува кога станува збор музиката. Го споменавте тој на самиот почеток и Мерсиха, дека и со мандолинскиот оркестар и како мали деца патувањата секогаш биле оној најинтересниот момент можеби за децата. Меѓутоа не само за децата, сега како возрастни верувам дека Ерхан уживате кога одите на некои турнеи, на патувања. Пејте колку се чести можностите да настапувате надвор од нашите граници и да ја представувате Македонија насекаде во светот. Се разбира дека секој патување сум кој не сака да патува, но тука уште е побаво бидејќи преку можноста да ја презентираме Република Македонија,
бидејќи ние сме амбасадори на културата и сега каде што сме оделе на највисоко ниво сме ја представувале Република Македонија. Сега колку се тие чести патувања ги има, не можам да речем дека не, и се разбира дека се лежи во финансиите. Има покани постојано од насекаде светот да гостуваме на различни фестивали, да одржуваме концерти, но се разбира како ќе испаднат приликите во однос на финансиите и така и се дозволуваме да патуваме. И така да минатата година бевме на 2 гостувања, имаше едно во декември месец бевме во Истанбул, во азијскиот дел имавме концерт и учествувавме на еден фестивал таму со целовечерен концерт и претходно во мај месец мислам дека беше тоа да учествувавме на еден фестивал за харфа, каде беше и мандолинскиот оркестар и може ја да спомнам така дека куриозитет што татко ми пред многу години уште како студент се надпреварувал во таа сала во Белград. После тоа година и сестра ми имаше таму заедно некада со мандолинскиот, така да некој како судбината изгледа повеќе вака кармички ги спојува. Да, она што беше нели убаво и предизвик и навистина нешто што мене ми остави убав печаток е тоа што ние свиревме на завршниот концерт, значи ние го затворивме тој фестивал кој што е меѓународен светски фестивал, значи на харфа. И ние имавме честа, ни беше понудена да свириме за 24 мај, значи за нашите се словенски просветители за празникот. И покрај тоа што за прв пат имавме можност мандолинскиот оркестар и во комбинација со харфата да свириме македонска музика. Значи тоа се наши македонски песни, најпознати, популарни песни кои што сите ги знаат надвор од Македонија, да бидат аранжирани за харфа и за мандолински оркестар. И навистина имаше многу топол и многу убав прием од публиката, навистина затоа што нашиот ритам и нашата музика е секогаш и секаде препознатлива. Меѓутоа кога тоа ќе го споите со харфата и мандолината, добивате уште еден поубав сензибилитет. И тоа е она што мене навистина ми остави убав печаток. Така, ние повторно гледаме во позадина дел од Паток во светот за 82 дена. Голем оркестар на сцената, секако Ерхан, верувам дека пона експресијата на вашето лице се гледа дека со задоволство го одржувате овој концерт. Напорно се работи кога се подготвува нешто од вакви размери, кога се прават аранжмани нови на некои песни кои што претходно ни лете сме ги гледале, сме ги слушале по филмовите. Да, мислам вакви големи концерти се прво обврскали како човек кој ќе си даде задача, не може да ги спреми за многу кратко време. А Ерхан има таа дарба и да организира, веројатно во вашата фамилија тој ја превзема таа одговорност. Па да, тој е добар организатор и така е доста, да кажем, амбициозен. Амбициозен, да. Па јас сметам сега со јазикот на бизнес афелата дека успехот на една работа лежи 80% во организацијата. Значи тука е прво до идејата, нели, како се реализира, да се напише нотниот материјал, да се аранжира, да се одберат темите што ќе одат на самиот концерт, како тоа ќе звучи, да звучи до оригиналот, а сепак да е различно, да е интересно, со оглед на тоа и зависно каков е инструментариум што ќе биде употребен на самиот концерт. Нормално тука се пробите, организирањето на самите проби, сцената и така натаму, нели, до оној завршниот момент кога публиката доаѓа и едноставно се ужива на. Јас сум сигурна дека Ерхан не мирува и моментов, дека постојано размислува за нешто ново како да изненади публиката, така да се надевам дека ќе постојат можности, дека ќе бидат услушани гласовите на публиката и љубителите на оваа музика, да ете и на вашата работа повторно ни изненадите со нешто. Сигурно дека има секој пат идеи и тука сме за да тие идеи да ги реализираме и да ги споделиме со публиката која е верен слушател и верувам дека она е гладна за таков тип на идеи на концерти. Често во работна сабота сакам да ги прашам гостите како се релаксираат. Најчесто одговорот што го добивам од музичарите кои што се овде велат па нас музиката постојано не релаксира. Дали со вас истиот е случај, она што го работите ве релаксира работата или имате некој друг изувен вентил можеби? Па добро, секако музиката нема човек, значи без разлика дали е професионален музичар кој што не го релаксира и посебно млад човек кој што не сака музика, па дури јас викам дури и по старата генерација, еве на пример повторно ќе ја спомнам мајка ми, таа од утро кога ќе се разбуди, таа милува, што би рекле, нели, да го пушти барем радиото, вика јас сакам музика и постојано сакам да слушам, значи без разлика многу е битно тој млад дух да се задржи, значи таа ведрина која што музиката ја носи. Она што добро, покрај професијата, ние професионално нели се бавиме со класичната музика,
ние сакаме и останатите видови на музика да ги слушаме, нели? Меѓутоа, јас можеби за себе би издвоила, сакам прошетки, сакам патување, значи сакам запознавање на нови луѓе, затоа што тоа значи и малку размена и нова енергија, за да, нели, сепак батериите бидат секогаш полни за нешто ново и за нешто креативно и нешто ново. Ето, тоа би било можеби повеќе природата, ја сакам повеќе и нормално, не знам, сега кога би размислувала повторно пак животните ви ги спомнувам. Да се навратиме назад. Да се вратиме. Значи нешто што е најмногу ете природа, да се каже, затоа што навистина природата, па макар имав професор, во моментот ми се сетив, професор кој што ми предаваше историја на музика и нас ни беше чудно можеби во тој момент кога тој ни кажа дека кога ќе научите да ја слушате тишината, кога ќе ја засакате, значи тишината, тогаш ќе сакате се да слушате. И навистина е тоа така. Кога одите во природата, вие слушате разни звуци и ви уживате во тоа. Иако и тоа е еден вид музика. И она е нешто што навистина сега кога би се навратило, навистина човекот бил во право. Многу кажано, да, секако. Ерхан, што тебе те исполнува друго освен на музиката, работата со студентите, со учениците, со размислувањето како да не изненадиш понатак? Да. Јас тоа велам, пример лекарите ќе се отпрекам на нив, они ќе си бидат на своето работно место или хирурзите што имаат нели доста стресна и напорна работа, па ќе дојдат на некој концерт ќе се релаксираат и лете и другите професори. Ние мужарите немаме каде да одиме, нели, што треба ние во сали да одиме нега? Не, значи јас значи со точакот сум нонстоп со велосипедот и сакам да спортувам на тој начин. Планинарам често, значи не можеби некои врвови, ама сакам ја да сум во природа и сакам да танцувам. Така да некој пат од таков тип на забави, кога имам можност, одам се релаксирам, се дружам со драги луѓе, пријатели, колеги и така. Така, ја спомена кармата пред малку, дека кармички биле побрзани, а Рамадан ни мерсиха, па веруваш ли во карма можеби? Па, не знам дали верувам, тоа можеби некоја друга тема за дискусија. Има некои работи што се предодредени да се случуваат. Не е ништо без причина дадено и само е нели наше колку тоа ќе го препознаеме, ќе успееме да го излечеме и нели да излечеме како поука од тоа што не се случува, за да можеме нели да продолжиме понатаму. И мене ми е посебно драго, јас се сеќавам, мислам, татко ми на пример, он е прв контрабасист на музичка академија кај нас. Мерсиха е прва харфистка, еви Загреб спомнавме малку свири заедно. Така да има некој линк, не? А се случуваат, јас затоа има работи што не се случуваат во животот што мислам дека не се случајни. Не се случајни, да. Ништо не е случајно. Татко ми тоа обично знае да каже за мене, нели, заради тоа што сме поврзани, заради нешто што сме биле први во нешто. Вика ти годиш мојот пат. Да, по трновите, навистина, затоа што кога сте вие први во нешто што го работите, значи вие ги отварате вратите, отварате портите и секогаш е потешко навистина и повеќе време и повеќе енергија одзема за некој кој што нормално после вас ќе дојде, веќе е поминат патот и многу полесно чекори. Меѓутоа па добивате едно искуство и добивате една поголема тежина. Јас викам, она што тешко си го стекнал во животот е многу подраго, посладко отколку нешто што било навистина полесно и побрзо стекнато. Така успехот е секогаш посладок кога сам ќе си го постигнете. Вие имате навистина голема желба и љубов во себе за музиката и за она што го работите. Верувам дека не ви било никогаш тешко да одвоите часови и часови вежбање и труд околу харфата, виолината и сите оние инструменти кои што сте сакале да ги научите. Што се свириш денеска, Ерхан? Од инструментариум? Да. Па добро е, виолината нормално ја изучувам од моја 9 годишна возраст, и ден денес и професија ми стана. Гитарата ја свирев долги години како член на мандолинскиот оркестар, пијаното нормално како инструмент облигаторен како втори инструмент во музичкото училиште. Реално сите жичани инструменти ги познавам, подувачките инструменти не сум, тука треба други предизвици, пошто треба и конструкција и инаку жичаните инструменти ми се познати. Так, ни каже Мерсиха дека започнала со пијаното и дека дел или малци од мандолинскиот оркестар, меѓутоа првата таа љубов со харфата останала да трае и да живее. Кажете ми, јас кога ве гледам како настапувате на харфа, страдаат ли прстите? Да, значи, она што е интересно, повеќето луѓе мислат дека се свири со ноктите, меѓутоа не се свири со ноктите, се свири со самите јагодици, да ги кажам, нели, на прстите, директно на жиците, и тоа е нешто што нормално остава траума на самите прсти, затоа што
самата тензија на жиците на харфата е околу 2000 килограми. Значи, тоа е нешто за да произведете вие здрав звук, треба да имате многу јаки раце, да кажам, сила, меѓутоа силата доаѓа од прстите, не од рамењата, не од лактот, нели од самата рака, меѓутоа од самите прсти. И кај харфата еве малце да објасниме некои, да откриеме некои тајни, се свири со 4 прсти, значи малиот прст не свири затоа што тој е сепак премногу слаб за да може да произведе звук. И покрај тоа што ги гледаме жиците кај харфата, каде што имаме црвена и темно сина или црна боја на жици, каде што се ориентираат тоновите, црвената е до, а темно сината е фа, имаме и 7 педали доле, каде што со тие педали ги хармонските промени при свирењето ги работите постојано со нозете. Да, кога има потреба. Има 3 од левата и 4 од десната страна. Значи тоа е нешто што не се гледа, тоа е во подножието на самата харфа, а многу е битно, нели сепак. Значи харфистот треба да има еден психофизички добар тренинг и состојба за да може да сето тоа биде усогласено и да нема нели зуење, да нема, значи, оние грешки да не се случуваат. Да ние не ги гледаме долу педалите затоа што вие секогаш носите долги фустани, долги или хајени, така, и нешто обично луѓето нели сепак се сконцентрирани да работите на рацете, да, и тоа е нешто што не се гледа, ама ете, и тоа е нешто што е дел од јас викам вака обично кога видов оргули во Белград, најголемите оргули на Балканот, јас тогаш реков, значи имало и некој полош од нас, затоа што на вистина тие свират. И така малце се утешив и си реков добре. Не е страшно. Имало и пострашно од ова. Пострашно, да. Кажи ми, Ирхан, од толку места во светот што сте ги поминале, толку концерти на кои што сте настапувале, оркестри кои што сте ги запознале, сигурно дека се запознале со голем број на успешни музичари од сите континенти. Има ли некој посебно кој што ви оставил впечаток и од кој што нешто сте научиле што секој ден го применувате како можеби филозофија животна? Секој патување било различно. Значи луѓето среќа што сум патувал на цела планета, мислам, сум бил далечниот исток и на запад, мислам вака, да секој било различно. Можеби повеќе пораките или работите што сум ги препознавал на тие патување, повеќе биле поврзани со самите култури, со самите места, а музичари како музичари кога сме се среќавале, јазикот ни е исти, нели многу полесна ни е комуникацијата, сме се препознавале. Драго ми е што од тие патувања сум стекнал многу добри пријатели, да ете во секој време да може човек да сака да отпатува неповрзано со професијата, може да замине. Така да, како да кажам, можам само да речам дека добри спомени носам од тие патувања и сите колеги, сите музичари што сум ги запознал се добри, драги пријатели. Која култура во светот ви оставила најголем впечаток и каде можеби би се виделе сами од себе си да може така да живеете, да се чувствувате удобно? Сега многу луѓе што следат денешната емисија сигурно ќе го знаат веќе одговорот, и значи истокот ме влечил од секој пат. Така да и среќен сум бил кога сум патувал на исток, ете Малезија, Кореја, дури Кореја бевме заедно со сестра ми 2000 година. Индија 4 пати, Јапонија каде друго, толку да, доволно. Мислам, истокот ме влечел и како начин на живење, и филозофија, така да повеќе сум се пронаоѓал и како личност, а и луѓето што сум ги среќавал така ми биле поблиски до оној мој ментален склоп и таа енергија што ја носам сам со себе. Така, мерсиха. Дали како жена ете кога патуваш посветуваш внимание на исхраната, на можеби модата, па сакаш да откриеш нешто да донесеш овдека во Скопје, да се вратиш со некој нов рецепт или со некоја нова парче гардероба традиционално за земјата која што ја посетуваш? Така. Сум имала можност и јас да пропатувам, например, доста земји со харфата. Она што е интересно, кога одам во таа земја, она што сакам е да ја пробам нивната традиционална кујна. Навистина таму сте на самото место и е нешто што е нели најоригинално и нешто што е најсвојствено за таа земја е да видите, значи имав можност во Израел кога бев како почесен гостин на најголемиот натпревар за харфа.
сакав да пробам од нивната традиционална кујна, меѓутоа сватив дека всушност тие немаат своја традиционална кујна затоа што има премногу руси, пољаци, кој како, значи кујната е од сам измешана, да. Меѓутоа она што ми остави впечаток, имав можност да видам свадба. Например, еврејска свадба, и онака традиционална еврејска свадба во Ерусалим, во Стариот град. И тоа е нешто што навистина остава впечаток. Значи, обично се трудам да видам што повеќе места, што се, нели, сепак специфични за самата земја, да пробам нешто нивно, што се однесува до облеката, можеби не патам по брендови или мора да се, нели, по шопингот повеќе, колку што традиционално, јас се сеќавам, се брат ми кога спомна Кореја, ние за малку ќе купевме традиционална корејска облека, јас сакав, меѓутоа имавме проблем. Тие се ниски, а ние сме некако многу високи, да, и имавме проблем со ракавите. Сите беа кратки и затоа се откажавме. Меѓутоа, она што е убавото, брат ми има донесено доста работи од Индија кои што се нивни, од сари, од пенџаб. Тоа е нешто што е убавото. И можеби тоа најмногу. Дали внимавам на храната? Сакам како се чувствувам. Например, сакам да јадам нешто полесна храна, меѓутоа да имам доволно сила, ако веќе свирам, да можам да издржам свирката од тој аспект. Затоа што доста напорно, нели, во секој случај изгледа седењето на енергија, сепак треба енергија за да се сепак издржи тој напор и да се даде максимумот од себе. А сите тие што се бават со музика или спорт или знаат колку тоа всушност вложува, бара енергија и мислам онака ве исцрпува. Што обично јас викам, после секој концерт или така поголем свирење, некој настан да е, знам дека првото нешто после концерт, она што јас го имам почувствувано, ми се пие пиво. Значи, така се заслужи. Недостиг на Б витамини. Значи, онака, ето тоа е нешто што така може би било како интересно. Да се почастите за успешниот концерт и како душата да се почасти за она што сте постигнале и сте направиле. Убави се тие моменти, нели, Ерхан, кога ќе се заврши со нешто што се работело и кога ќе се свртите кон публиката и ќе погледнете на смеани лица, аплауз и мислам дека тоа за вас е најголемата награда. Се разбира, мене ќе се отповика можеби на последниот концерт што беше од јубилејниот, нели снимки течеа од самиот концерт. Ми причинуваше задоволство, пред се публиката ја осеќаш одма, ако си со грб свртен према публиката, осеќаш како реагира публиката, како прима, да. И знаев дека од самиот почеток имаше одлична комуникација, а уште подраго кога шефот на редарите во Македонска опера и балет ми кажа: Ерхан, немаше човек што не излезе со насмевка од концертот. И нема што понатаму да се коментира. Понатаму само на пиво да се отиде да се каже живели до следниот концерт. Да, после опуштањето. Секако. Ние полека дојдовме до крајот на денешната работна сабота, навистина има за што да се разговара со вас, интересни моменти од кариерата. Се надевам дека имаме повторно можност на нели да се видиме и дека ќе има повод за повторни гостувања. Што ќе правите летово? Имате ли некои планови? Ќе одмарате, ќе работите, сакате ли десетина дена некаде да се изгубите и да заборавите на се што се случува овде? Не знам, сестра ми што планира. Јас до душа, да, сигурно дека ќе најдам одреден период да јас се релаксирам, имав напорна година. Иако ќе треба и работно да го поминам ова лето, бидејќи се спрема два некои проекти. Едниот е поврзан со меѓународно гостување. Имавме прилика да ни биде гостин претседателот на Мандолинската асоциација на Италија и имаме таа чест да он има идеја да направи медитерански оркестар на есен и Македонија е вклучена во тој медитерански оркестар, така да треба таму да се и еден концерт ја што треба да го припремам, здравје, таму на есен се надевам дека ќе се реализира. Тоа се моите планови за ова лето. Супер. Работно, секако ќе најдете нели време да се релаксирате, а сето тоа што го подготвувате ви дава многу сила и така да иако ви е толку напорно нели изминатата година, сепак ќе најдете сили да се заврши, да дојде до тој концерт, па потоа ќе се одмарате. Мерсиха. Јас зависно од мојата институција, нели, сепак од Македонската филхармонија со ангажманите околу летото, затоа што за нас музичарите всушност летото е работно, затоа што почнуваат културните лета.
по градовите, нели, во Скопје, Охридско лето сигурно, зависно од тоа како ќе бидам ангажирана, значи во Софилхармонијата, тогаш би можела и да ги планирам одморите, всушност малку, нели, да одмориме и да се радуваме на морето и на сонцето. Така, во секој случај работата ви е така, па ви дава можност да прошетате и да видите други култури, па иако сте работно некаде, да најдете малку време за релаксација. Како што и денеска работна сабота, меѓутоа ете се релаксиравме. Така, да. Па најубаво е кога се всушност работата и нели задоволството всушност, кога ќе се најде еден микс, кога сето тоа убаво ќе се искомбинира за да може човек да ужива, нели да не почувствува премногу напор. А кога се работи работа која што се сака, нели, ниеден ден како велат нема да ви биде работен. Верувам дека и вам и ве секој ден слободен затоа што работите работата која што ја сакате. Да, морам ја да признам дека и денеска многу убаво се чувствува во вашата емисија. Така да. Благодарам. Да, многу пријатно и така многу убава енергија, многу опуштено баш. Ви благодарам многу на гостувањето, на убавите зборови. Верувам, како што напоменав, дека ќе имаме повторно можност да се видиме. Ова е само еден почеток на нашата работна дружба овдека во 24. А емисијата ќе завршиме повторно. Предлагам со едно парче од Патот околу светот. Не можеме да го испатуваме цел свет денеска, меѓутоа ете на 2-3 места да стигнеме. Завршуваме повторно со музика од дома. Од филмот, односно Баба Зумбула. Баба Зумбула изведата од повторно вашиот гудачки камерен оркестар Арко. Ви благодарам и ви посакувам успешно работно и ете релаксирано лето. Благодарам да сте вам. Драги гледачи, вам ви благодарам што денеска бевте повторно дел од работна сабота. Ќе завршиме како што напоменав повторно со музика. Имајте пријатен саботен ден, а репризата на работна сабота следува во слободна недела во 21 часот. Пријатно.